Македонскиот полициски синдикат вчера реагираше откако раководството на МВР испрати писма до полициски службеници да бараат само разрешување и да бидат ставени на пониски позиции. Како го коментирате ова? Не знам дали некогаш е потребен коментар или можеби анализа како е дојдено до таа идеја генијална на министерот за внатрешни работи и воопшто како е дојдено до тоа да сега ги гледаме ефектите од политиката на СДСМ. Значи, СДС-то има еклатантно чиста политика во однос на тоа што сака да направи. Само ние не сакавме да гледаме или и полициските службеници во еден период не сакаат тоа да го гледаат, туку се воде од една популистичка приказка која им ја пласираше Спасовски дека заедно бевме во Министерството за внатрешни работи. Популизмот на Спасовски се отслика во еден договор на дополна анекс на колективниот договор кој го потпишат со полицискиот синдикат некаде во октомври месец, мислам дека беше тоа 2016 година, токму наместено онака пред избори за луѓето кои од Министерството за внатрешни работи работат на издвоените објекти по непрекинато повеќе денови. И да им се поклопи бројот на работни часови со онаа што треба да им се плати и со онаа што треба да бидат слободни. Наместо да се побараат друг вид на решенија по пат на исплата на дневници за теренски активности, по пат на дополнување на платата за активности теренски и така натаму, дојдовме во една ситуација да луѓето кои работат на издвоените објекти во Министерството за внатрешни работи, се неколку објекти, тоа се некои од полиските станици за контрола на зелената граница, да луѓето, да кажеме, работат една недела, а потоа 3 недели да треба да бидат слободни. Значи во еден месец, 3 недели, една недела имаш работа, а 3 недели имаш слободен период, што беше некоректно и кон колегите кои работеа во Министерството во другите единици, а кои беа посебно во еден период енормно ангажирани покрај мигрантската криза, покрај протестите, покрај шарените револуционери и сето она што ни се случуваше, значи во заштита на личната и јавната безбедност на граѓаните. И тука беше првиот популистички чекор кој беше крајно лицемерен и еве сега тоа можеме да го видиме на дело. Наместо да ги почитува законите и да бара законски решенија, Спасовски се обидува, креирајќи политиката на СДС, да ги натера полициските службеници од сите категории, на сите нивоа, да си поднесат оставка. Бев обвинуван од Спасовски за наводна непостојаност, а всушност не сакав да потпишам токму вакви појави, во кои тој по 7-8 скалила креваше луѓе против законито и зашто изгуби на управен суд и допрва тоа ќе треба еден ден да добие завршница и правна, тогаш Спасовски се вадеше на тоа дека тоа е политичка волја и решение од пржино, но што не беше точно. Сега одиме во спротивна насока. Не можејќи да го урне законот и знаејќи дека секој кој ќе биде разрешен вон законски, против законски, ќе има право да тужи и Министерството во секој случај ќе изгуби и ќе мора потоа да плаќа големи одштети, секако тоа ќе оди на товар на граѓаните. Спасовски смислил генијална идеја како да ги тера луѓето сега под притисок да бараат да идат на пониско работно место. Јас ја користам оваа прилика да им упатам еден апел на сите колеги во Министерството за внатрешни работи да не се плашат, да не подлегнуваат на притисоци. Законот е на нивна страна. Новиот претседател на синдикатот да ги покрене сите законски процедури, да се спречат овие постапки на мобинг и притисок врз вработените во Министерството, луѓето професионално да се извршуваат работата, законот е во потполност на нивна страна, не може неосновано да ги разреши Спасовски и да не потпишуваат барање сами да бидат сменети на пониско место. Токму тоа е онаа што на СДС им пречи, системот за кариера во МВР кој го воспостави ВМРО ДПМН со владата на Груевски и подоснежната влада на Димитриев. Тоа инсистиравме и во периодот кога бе во Министерството да се почитува, но очигледно се гледа тенденцијата на СДС дека не сакаат да го почитуваат законот, не сакаат да го почитуваат системот за кариера и сега можат граѓаните да видат кој го партизира МВР.